Се нормализира состојбата во поплавените делови во општината Илинден. Расчистени се и проводни улиците во делот на 20-тината куќи кои беа поплавени, како и делот каде се наоѓаат стопанските објекти. Речиси целосно е исцрпена водата од делот кој бил најмногу зафатен, а се црпи и водата од главниот канал кој ги собрал надојдените води. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски во функција на владин координатор за поплавите во општина Илинден, заедно со градоначалникот Жика Стојановски, изврши увид на повеќе локации кои директно беа зафатени од поплавите. Денешната слика е многу различна од тоа што беше во денот на погодувањето со поплавите. Можам да констатирам дека сите активности кои што се спроведени во изминатите денови вродија со плод, именно заеднички со општината Илинден интензивно работевме на расчистување на сите штети кои што се случија во текот на поплавата. Комплетно зад нас населбата која што беше целосно зафатена со поплавите сега во функција. Бевте се уверивте дека целосно е проводна, функционални се куќите, функционално е целото населено место во тој дел. Истовремено од пред 3 дена во комплетна функција е и напојувањето со струја. Де факто од другата страна на автопатот во населените места беше многу помало оштетувањето со поплавите, благодарение на тоа што општината Илинден во изминатите години редовно ги сервисираше и чистеше каналите на територија на општина Илинден. Вреди да се истакне дека општина Илинден има 120 километри канали кои што редовно беа чистени, и тоа придонесе да оној фотоприказ со кој што вие се уверивте, на еден начин го запре прелевањето на огромните количини вода во деловите кои што се погусто населени на територија на општина Илинден. Стојановски истакна дека се нормализира состојбата во делот кој бил најмногу погоден од поплавите и каде имало вода повисока од 1,5 метар. Се наоѓаме на локација која што беше директно изложена на висок водостој, односно целото сливно подрачје и огромните количини на вода токму овде беа лоцирани. Водостојот беше овде повеќе од 1,5 метри и целата таа вода мораше да влезе во главниот канал кој што се наоѓа токму под автопатот и железничката пруга која се наоѓа на овој дел на влезот на општина Илинден. Овој дел од стопанскиот комплекс, исто така и 20-тина домаќинства беа зафатени и директно беа изложени на ударот. Со дополнителни напори сега веќе ситуацијата е нормализирана. Граѓаните се континуирано беа згрижувани колку што беше во наша можност. Исто така обезбедени се сега веќе и со електрична енергија, бидејќи подолг период нема. Целта е да потенцираме дека целото тоа езеро на некој начин што се создаде на овој дел од загрозените подрачја па се до влезот на Илинден, мораше таа вода да се зафати низ каналот кој што поминува низ централното подрачје на општина Илинден. Благодарение на дополнителните напори и машини кои што ги обезбедувавме граѓаните, координацијата со владата, со координативното тело, со водостопанското предпријатие, се успеа водостојот да се прифати и да се одведат водите. Меѓутоа и изминатиот период како локална самоуправа вложивме дополнително напори континуирано да се чистат каналите, да бидат секогаш во функција. До крајот на денот се очекува да заврши и проценката на штетите од поплавите.